Асоциацијата на европски производители на возила редовно објавува преглед за субвенциите и другите даночни олеснувања за земјите што ги следи членките на Унијата плюс Исланд, Норвешка, Швајцарија и Обединетото кралство. Според најновиот нивен извештај, директни субвенции за купување електрични возила не нудат десетина земји, иако во скоро сите постојат некако вид даночни ослободувања или друг вид бенефиции. Од оние кои пак имаат субвенции, најширокогради се Италија со максимални 11.000, Полска со 9.400 и Хрватска, Кипар и Малта со по 9.000 евра за купување електрично патничко возило. Таму каде ги има, сумите за комерцијални возила се многукратно поголеми, додека набавка на полначи стимулираат околу половина од европските земји. Сосема е јасно дека за постигнување на долгорочните цели за декарбонизација на транспортот потребен е поунифициран европски настап. Но, место тоа се случува спротивното. Дел од земјите веќе спроведуваат планско намалување на субвенциите се до нивно конечно укинување, а се кратат и останатите бенефиции кои се добиваа. Се оди дури и подалеку. Некаде возачите на електрични возила веќе плаќаат поголеми давачки, посебно за надомест за користење на патиштата. Причината е јасна. Од секој литар продадено гориво се одвојува одредена сума за тоа која не може да им се наплати на собствениците на електрични автомобили. Често и осигурувањето за нив е повисоко, бидејќи трошоците за поправка во случај на несреќа се поголеми. Во многу земји постојат и посебни тарифи за струјата со која батериите на возилата се полнат во домашни услови. Всушност, ваквата законска можност ја имаме и ние. Во моментот таа давачка изнесува 0%, но еден ден лесно и брзо може да се смени.